Кавадаречкиот совет за превентива против малолетничка деликвенција денеска во улога на организатор на една панел дискусија овде во просториите на невладиниот сектор на тема поддршка на изборните реформи или по-конкретно Ѓоко Нанчев ќе го замолиме да ни објасни за што станува збор. Да, Советот за превентива против малолетничка деликвенција или СППМД денеска во Кавадарци одржува панел дискусија на тема за јакнување на политиките за локална општо корисна работа и општествена одговорност во општина Кавадарци, кој е дел од проектот за поддршка за изборните реформи во Северна Македонија, имплементиран од ИФЕС и Националниот младински сојуз на Македонија, а кој е поддржан од швајцарската амбасада. И денеска во Кавадарци че имаме тројца панелисти. Едниот панелист е од Советот на општина Кавадарци, Виолета Димитрова, од општа одговорност земавме и од компаниите, локалните компании Кожувчанка, ни е панелист Игор Мицев, а од тука ги вклучивме и невладиниот сектор, односно една, може да кажеме, една од најдобрите иницијативи во Македонија, Донирај компјутер, каде говорник ќе ни биде Дејан Милачевски. Вашата на некој начин, ајде речем и компанија, односно акција за донирање на компјутер на децата кои што не можат да си го дозволат сето тоа, сепак крена многу бура, во наводници, нели, позитивна, во цела Македонија, па еве ве вклучуваат и вас во работата на невладиниот сектор. Да, Донирај компјутер стварно крена голем бум. Воче првен беше сам, потоа ми се јави мене, се приклучив да му помогнам. Има доста работа. Ете, дониравме 816 компјутери. И се надевам дека тука нема да застани и ќе продолжиме да делиме повеќе насмевки и да секој дете добие компјутер. Кажи ми, тоа спаѓа во општествено одговорна работа? Па ние двајцата ја земаме како таква. И очекуваш денеска на панел дискусија на некој начин со своите дискусии, со своите Да, искуства? очекувам да ја разбудам свеста и кај другите граѓани и да ги усрекиме децата повеќе. Доктор Виолета Димитрова, советник во Кавадаречкото собрание, колку локалната самоуправа ги поддржува ваквите општествено одговорни работи во општина Кавадарци? Локалната самоуправа на општина Кавадарци потекна едно мапирање на проблемите, поготово на социјалните проблеми на населението на општина Кавадарци, на целата територија, во руралните и во урбаните средини, со цел да направи издвојување и приоритет на ваквите проблеми. Решавањето на ваквите проблеми мора да биде мултидисциплинарно, со опфаќање на повеќе фактори, ангажирање на повеќе луѓе, ангажирање на Центарот за социјална работа, ангажирање на Агенцијата за вработување, ангажирање на Пензијско-инвалидскиот фонд, односно на пензионерите, здруженија разни на граѓаните, нивни иницијативи на родителите, на децата со посебни потреби, како и на лицата со посебни потреби. Согледува вакво исто има проблеми и со ромското население, кој што ни е долг проблем, кој ни се повлечува долго години, невработеноста. Земајќи го сето во обзир ова, направивме некои приоритети, ги вклучивме како приоритетни задачи на локалната самоуправа со цел на изнаоѓање решение на овие проблеми. Изнаоѓањето на решението на овие проблеми нели може да биде и финансирано од страна и е финансирано најчесто со учество од страна на локалната самоуправа. Вие знаете дека општина Кавадарци има доста стабилна рамка, финансиска рамка, помага во реализирањето на сите проекти, учество во многу проекти, а резултат на тоа знаете дека Кавадарци живее многу, народот во Кавадарци живее во многу подобри услови од претходните години. Дали за себе во што сега ни го спомнавте ќе дискутирате на панел дискусијата или има поединечно нешто стриктно да кажем? Ние повеќе јас повеќе ќе се задржам на проектите кои што се преземени со проектот ова што е општо корисна работа во општина Кавадарци, кои луѓе се офатени, на која возраст, зошто се офатени, исто така и овие луѓето со телесен инвалидитет, децата со посебни потреби, луѓето со телесен инвалидитет и нивните пречки,
прифаќањето и решавањето на проблемот на ромската популација, решавањето на невработеноста кај младите, по неколку збора за решавање на проблемите кои што ни се наметнуваат во рамките на проектот Општинско корисна работа, кој што е финансиран делумно од Општина Кавадарци со средства, како и делумно со средства од Европска банка. И сега само ќе ве прашам, вака како советник, колку невладиниот сектор помага во работата на локалната самоуправа? Па јас во излагањето би кажала и покасно дека 30 на територијата на Општина Кавадарци функционираат активно 38 невладини организации кои што со своето учество допринесуваат за реализирање на проекти на територија на Општина Кавадарци, подобрување на животот на Општина Кавадарци, а локалното собрание, односно Советот на Општина Кавадарци, на ваквите невладини организации му овозможуваат бесплатни канцелариски престој и работа. Компанијата Кожувчанка, и мене ми се чини нема потреба да кажам дека е една од најопштествено одговорните компании во градот. Игор, твојата улога денес на панел дискусија? Па мојата улога денес на ова панел дискусија на која ќе разговараме за општо корисната работа и за општествената одговорност е представување на општествената одговорност која ја Кожувчанка ја практикува во целиот свој развој. Односно ќе разговараме на темата што представува општествената одговорност, кои се придобивките од општествената одговорност за компаниите кои ја практикуваат, како и општествените практики кои што се веќе реализирани од страна на Кожувчанка. Сега, колку бизнис секторот треба да се угледа на општествено одговорните компании? Па, ако имаме во предвид дека придобивките од општествената одговорност се доста големи и предизвикуваат позитивен ефект кај граѓаните во поглед на името на самата компанија, верувам дека секоја компанија во рамките на своите можности треба редовно да ја практикува таа општествена одговорност и со својот развој да помага во развојот на заедницата. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.